Гевгелија како порта кон Европа не е само предизвик за грците од аспект на нивниот коцкарски дух и изградбата на неколку оази кои Гевгелија би требало да ја претворат во Лас Вегас на Македонија. Како и да е, грците дојдоа, време е да ги воспоставиме оние релации кои значат добрососедска политика. Само еден податок. За 2 до 3 месеци почнува капитална инвестицијска активност, заедничка станица за пречистување на отпадните води во Вардар, 10 милиони евра, тоа е еколошкиот влез во Европа. Ако работиш лесно, има работа тука со казината и за младите, за сите има работа. Ако работат, тие што работат живеат убаво, тие што ги мрзе, не знам како живеат. Младите нормално одат во тие казина кај што има вработено околу 1000 луѓе и за сите овие 10 години континуирано го зголемуваме производството. Производството е наменето исклучиво за извоз. Поштовани гледачи, ова е веројатно најженскиот дел од Гевгелија. Ноел. Тоа е велат и најжешкиот дел, може би имаат право. Ова е една од најсовремените, би рекол, европски конфекции кои произведува за светските пазари најголемите брендови на кошули. Точно 15 часоти, до толку во една смена работат сите 1000 вработени во Ноел. Тоа е европскиот стандард на висока продуктивност. Старите гевгеличани велат, у Гевгелија се е познато. Една улица од сташонот, значи од станица до граница. Сега влегувам меѓу гевгеличани кои имаат некакви стари традиции. Јас сум во берберницата веќе 15 години, иначе постоела берберница 45-50 години. Се водат ли велеиздајнички разговори у берберницата? Кој е против, кој е за? Па сите разговори се во берберница. Сите што се случуваат и се знае, и за кој изгубил на коцка и кој ќе изгуби на избори. И кој за кој, све се знае, нема. Гевгеличани се познати по фактот дека во еден период пред транзицијата има највисок бруто општествен производ пер капита заедно со Марибор. Беа двата најбогати градови во Југославија, екс-Југославија. Добар ден, јас сум Чомовски, како сте вие? Јас сум Добра Иванова Веска, библиотекар. Библиотекар сте? Да. Во моје време, пред едно 25-30 години, кога овде доаѓав, многу читаа гевгеличани, од вестници до книги. Сега? Сега опадна не бројот. Зошто? Откога излегоа овие компјутери, интернети, слабо и бројот на читатели опаднат. Ова куќа живее академскиот сликар Данчо Калачев. Ги има освоено галериите низ Европа, особено во Германија. Еден е од нашите најпознати портретисти. Зошто Никола Кљусев е наред како портрет? Порочка. Порочка за музеот на ВМРО ДПМН, или? Не сум баш најсигурен кај ќе заврши. Не знаете. Да, ама тоа е. Портретите ви станаа фах или предизвик? Представуваат врв на она што се рекол сликарски занет. Да. Дали живите актери се задоволни од она што вие им го исцртувате како вечност? Во главном се, но има случаи кога не се. И тогаш ништо од портретот.